9 парламентарни изборни циклуси се одржаа досега во Македонија од нејзиното самостојување. Првите по преминот од еднопартиски во повеќепартиски систем се случија 1990 година. Изборите се одржаа според мнозинскиот изборен систем и на нив учествуваа 18 политички партии и 43 независни пратеници, а резултатот беше следниот. Во првиот победи тогашната СКМ ПДП, но во вториот круг се случи пресврат и победата ја однесе ВМРО ДПМНЕ. Иако победи, ВМРО ДПМНЕ не успеа да направи влада, па пониза политички турбуленции, се формира техничка влада, а за премиер беше избран Никола Клюсев, која довербата ја доби на 20 март. Во 1994 година, изборите се одржаа во веќе признатата независна Република Македонија. Победа овој пат извојуваа коалицијата Сојуз за Македонија предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Но, опозицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ и Демократската партија на Петар Гошев го бойкотираа вториот круг, тврдејќи дека има изборни нерегуларности. Социјалдемократскиот сојуз беше глув на опозиционите обвинувања и со резултатите од првиот круг остана да владее уште 4 години. Наредниот изборен циклус во 1998 година се одржа на 18 октомври, кога победа заеднички остварија Љупче Ѓорѓиевски, Петар Гошев, но и Демократската партија на албанците со сега покојниот Арбен Џафери. Во 2002 година на власт повторно се враќа СДСМ преку пропорционален изборен систем во 6 изборни единици. Значаен фактор во победата на СДСМ тогаш беше ДУИ, која се самопромовираше како мирнодопско продолжение на злогласната ОНА. Во 2006 година следуваа нови избори според пропорционалниот систем, но сега на чело на ВМРО ДПМНЕ беше Никола Груевски. ВМРО победи, Груевски направи влада со помош на ДПА и НСДП на Тито Петковски. 2 години подоцна, на 1 јуни се одржаа првите предвремени парламентарни избори и се познати како крвавите избори. Во Рачинова загина 1, а во Чаир во изборна пресметка беа ранити дури 7 лица. 2011 година повторно имаше предвремени избори и пак на нив победи ВМРО. Исто како на 2014 кои се одржаа на 27 април. Тоа е периодот по кој настанаа големи политички поместувања во кои социјалдемократите се одлучија на собраниски бојкот кој траеше 15 месеци. Нови избори беа неминовност и тие се одржаа на 11 декември 2016, пошто се случи нов политички пресврт. Изборите ги организираше техничка влада според Пражинскиот договор. Победи ВМРО ДПМНЕ, но мандаторот Никола Груевски не успеа да обезбеди мнозинство и да формира влада. Во целата оваа неизвестност и политичка драма се случија и историските настани од 27 април 2017 година, познат како Крвавиот четврток. На крај, Талат Џафери беше избран за председател на собранието, а влада формира Зорен Заев. Цели 171 ден по завршувањето на изборите. Сега летово, следните се на 15 јули 2020.